Фактот што во Република Македонија, посебно во индустриските зони, нема колективни договори, го обврзува Сојузот на синдикати на Македонија како најголема синдикална организација во Македонија да ја реализира агендата која имаат во рамките на Европскиот социјален модел, вели председателот Живко Митревски, која меѓу другото се фокусира на процесот на ангажирање на синдикатите во делот на зголемување на свеста за колективното преговарање. За таа цел денеска во Битола организираа работилница за важноста на колективните договори во рамките на проектот Унапредување на социјалниот диалог. Со оглед на тоа што навистина Битола е град со една историска синдикална традиција, не случајно точно го одржуваме овој семинар и оваа работилница тука, каде што ќе имаме можности и преку еминентни научни работници да го разгледаме уште еднаш колективното договарање, важноста на колективното договарање, опфатот, дали истиот и понатаму ќе продолжиме тој колективен договор да важи само за членовите или ќе важи и за нечленовите, како што беше досега, или ќе утврдуваме една нова тактика и принципи кои ќе бидат фокусирани на остварување на поголеми права во колективните договори само за нашите членови. Досегашната практика покажала дека само преку синдикално организирани работници може да се овозможи колективна заштита и спроведување на интересите на работниците во Република Македонија. Со оглед на тоа што се уште има голем број на фирми кои не се синдикално организирани, Сојузот на синдикати на Македонија преку повеќе алатки планира да го реши овој проблем. Еден дел од нашиот ангажман на Сојуз на синдикати на Македонија во рамките на нашиот стратешки документ Протокол за социјален напредок ќе биде поврзан точно и со формирање на еден социјален и солидарен фонд, кој ќе биде поврзан и значење за сите оние кои ги користат колективните договори. Тој е еден од инструментите. Значи многу е подобро да бидете член на синдикат и да бидете активно вклучен во креирањето на политиките од колективното договарање, вклучително во делот на платите, во делот на надоместоците, отколку само да плаќате обичен фонд. Втората алатка е во делот на обезбедување на дополнителна правна заштита на сите оние кои не се членови на синдикат. Од Сојузот на синдикати на Македонија најавија дека протоколот за социјален напредок ќе го промовираат наредната недела, пошто ќе бидат реализирани низа активности со цел колективното договарање и преговарање да се стави на врвот на агендата на синдикатите на Македонија, за да се обезбеди посоодветен легитимитет на синдикалците, кои најчесто го добиваат преку потпишувањето на колективните договори.